Државниот инспекторат за животна средина и даде рок на цементарницата Титан Усие да спроведе серија барања, откако утврдиле емисија на штетни честички и прашина од нивните оджаци и котли. Ако не постапат по задолженијата од инспекторатот, тие ќе поведат прекршочна постапка, односно кривична пријава и одземање на добиените дозволи и овластување на фабриката. Се наредува на правниот субјект Цементарница Усие АД Скопје за фабриката да се користи природен газ, задолжително да изведе соодветен приклучок за вршење мерење на емисии со акредитирана метода 10 дена откако ќе биде користен природен газ како гориво. Во рок од 5 дена задолжително да изврши мерење на емисијата на гасови од оџакот на парниот котел, да се направи мониторинг на сите емисиони точки од производните процеси со акредитирана лабораторија за животна средина во присуство на државен инспектор за животна средина во рок од 15 дена. Министрот за животна средина пак Насер Нуредини знаел за резултатите од инспекцијскиот надзор во цементарницата, но изотрината не можеше да ги обзнани за јавноста. Се огради од надлежност затоа што инспекторатот за животна средина повеќе не бил во рамките на министерството кое тој го раководи. Суштина во моментов не знаете. Искучиле на место. Не, ние знаеме и ќе ве информираме, комисија ќе потврди извештајот и ќе презентира јавностот и ќе информира јавноста, ќе биде целосна документација ставен во јавност. Вие сите да читате, можеби и денес. Ова следи откако вчера градоначалничката Арсовска најави кривична пријава за Усие. Градските инспекцијски служби во координација со инспекторатот за животна средина регистрирале испуштање на големи концентрации на штетни честички во атмосферата, а со тоа го загрозиле здравието на луѓето. Од Титан Усие уште вчера, иако ги демантира обвинувањата на Арсовска и го тврдеа спротивното, се заложија да го спроведат решението на инспекторатот и од Мазут да преминат на работа со природен газ.